Прилепската болница полека ја враќа нормалната финансиска кондиција. За само 4 месеци долгот од над 3 милиони евра е намален за околу 520.000 евра, а сметката е одблокирана. Новото раководство претходно обвини дека се пиело и јадело по ресторани на државна сметка, се плаќале дури и родендени, се издавале фиктивни сметки за услуги кои што никогаш не биле извршени, се плаќало за доедукација на медицински сестри која што никогаш не се остварила. Над 10 милиони денари биле земени директно од касата на болницата, а 70 на мобилни телефони не се знае кој воопшто ги користел. Директно се земале пари преку каса исплати, косење трева, утовар, потоа кревање на кутии, санација на јолуци, ставање герамиди, а никаде во болницата немаме герамиди, молерофарбарски услуги, а болницава исплатила пари, а услуга не е извршена. Има дел од фирмите кои ќе ги вратат парите, а доколку не ги вратат тие пари, ние ќе мора да превземеме кривични постапки. Се очекува обвинителството да преземе мерки во расчистување на овие случаи. Кој ги поседувал, каде се даени тие 70 мобилни телефони, не знаеме. Значи, освен тие 70 мобилни телефони, кажавме што интересно и 2 електрични тротинети се земени. А иронијата да биде голема, телефонската линија беше расипана и блокирана може би година и пол до 2. Но проблемот со кадарот останува. Кадар недостасува на сите одделенија. Неизвестна и судбината на 120 вработени од сите сфери кои што се со договор на дело. Не се знае дали истиот ќе им биде продолжен. Ако ја изземиме ова бројка од 120, недостасуваат некаде може би уште 50 до 60 медицински сестри, болничари и останат персонал, а исто така во секој одделение недостасуваат специјалисти. Ако бројот порано бил по 120-30 специјалисти, сегашниот број е некаде околу 50-60 специјалисти во болницата. Значи дупло е намален. Директорот Јоновски најави дека годинава ќе биде набавена и нова опрема во скоро сите одделенија во болницата.